Денеска ми беше задоволство да бидам овде во општина Петровец, да разгледам неколку проекти со градоначалникот. Имав можност да присуствувам, односно да го видам, да ја видам изградбата на канализационата мрежа во еден реон на Петровец. Практично тука општината, градоначалникот дел по дел ја покрива канализационата мрежа за сите граѓани. Ова е еден крак, еден дел што се прави. Досега се направени неколку, останува да се направат уште неколку, така што општината ревносно, дел по дел, плански, согласно буџетските можности, постојано ја надоградува канализационата мрежа и на некој начин оди кон тоа наскоро ова општина да биде целосно покриена со канализацијска мрежа. Исто така во овој момент се гради канализацијска мрежа во Горна Окоњари. Средно и долно веќе одамна има таква канализацијска мрежа, сега се гради во Горно Окоњари и се гради во општината Петровец во еден реон, во населеното место Петровец во еден реон. Така што градоначалникот е во голема мера посветен на потребите, на основните потреби на граѓаните, но според мене она што е една од неважните работи што е одвојува општината од многу други општини е фактот што во оваа општина се направи еден многу значаен проект, а тоа е проект на една голема индустријска зона во која што имаше 77 локации за фабрики, за индустријски капацитети, за логистички центри, за магазини и така натаму, во која што сите локации се продадоа, над 70 локации се продадени, а веќе 30 се во фаза на градба. Дел од нив се и готови, 2 или 3 се целосно готови и вработуваат луѓе. Дел се во градба. Денеска баш ја разгледавме оваа локација тука каде што се гради еден логистички центар за различен вид напратки, во кој што ќе се вработат 180 вработени. Предмат се го сретнав и изведувачот ми кажа дека објектот ќе биде завршен за околу месец и половина од сега, што значи некаде крајот на септември или во текот на октомври ќе почне вработувањето на 180 луѓе. Тоа значи 180 фамилии ќе најдат работа тука во ова индустријска зона која што своевремено заедно владата која што ја предводив и градоначалникот ја промовиравме. Градоначалникот вложи голем труд, голем напор да сето тоа оди добро и стана една од најатрактивните општини во државата и за живење, но и за работа, за бизнис, за отворање капацитети, логистички центри, магазини, индустријски капацитети. И тоа е голема заслуга на самата општина и градоначалник, затоа што се инвестираше во ово. Не сите го правеа тоа, може и други да го направат, но не го правеа тоа. Овдека во Петровец имаше плански, визионерски работење, во смисла долгорочно да се размислува, да се најде работа за луѓето што живеат тука. И од самиот разговор со него видов дека од неодамнешните барања на нови вработувања од страна на инвеститорите се потешко се наоѓаат вработени од општината. Значи, предмот се тој самиот кажа дека некои од компаниите побарале 28 нови луѓе веднаш да ги вработат, едва и нашле неколку мина. И тоа укажува дека ваквиот пристап не само што отвара нови работни места, не само што е намалува невработеноста во општината, туку станува и ова општина место каде што ќе доаѓаат и веќе доаѓаат и од други општини да работат. И тоа е одлично. Тоа е правецот кој што треба да се тера. Тоа е она што не го тера сегашната влада. Сегашната влада е целосно дефокусирана од привлекување инвеститори. Не смее да се дозволи привлекувањето инвеститори да спадне само на грбот на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Затоа што тие прават многу, тие работат во духот во кој што и претходната влада работеше, но ако се остави само на нив, тие имаат ограничени ингеренции и можности. Она што сега владата го прави е целосно замирање на инвестициите и се сведува сега на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Еве во преден план денеска каде што сме градоначалникот на општина Петровец, кој што навистина низ години ве покажа дека знае да води општина како што треба. Се изгради училиште, се изгради градинка, со подршка на владата се изгради спортска сала, фудбалско игралиште и редица други важни проекти за оваа општина кои што претходно ги немаше. Многу улици, канализацијски мрежи, водоводни мрежи, така што има постојана и континуирана грижа за луѓето што живеат тука и затоа општина станува се повеќе атрактивна за живење и за работа. Господине Груевски, сега сме преку соопштение била дека пензионерите годинава ќе земат 2160 денари, што е повеќе од 630. Вашиот коментар на ова? Не знам нова дали да се смеам или не знам како да реагирам. Навистина ги гледам само толку го поценуваат народот, толку ги поценуваат пензионерите, што секој ден одат со една, дури тоа не е ни лажна вест, туку тоа е измама. А таа измама е во правец што зголемувањето што се правеше во време на ВМРО секој месец, плюс 670 денари,
го споредува со зголемувањето што сега ќе го има, односно усогласувањето со законот за цела година. Значи, месец со година. Во време на ВМРО секоја година, речиси секоја година, имаше зголемување на пензиите за 670 денари месечно, не годишно, месечно. Тоа годишно е над 8000 денари, или поточно 8040 денари. Сега усогласувањето, кое што е по закон и мора да го направат, немаат избор. Тие да имаат избор, може би и тоа нема да го направат. Но усогласувањето ќе значи плюс 180 денари месечно, а годишно 2160 денари. Значи, таква измама права што не можам да поверувам дека си го дозволуваат тоа да ги мамат луѓето на тој начин, да им споредуваат колку годишно ќе имаат сега со месечното што го има од ВМРО ДПМН. Тоа е смешно. Ако споредуваме годишно со годишно, тоа е 2130 во време на СДСМ со 8040 во време на ВМРО ДПМН. Или ако гледаме месечно, тоа е 180 во време на СДСМ и 670 денари покачување во време на ВМРО ДПМН. Не можам да поверувам дека на такво ниво се спуштаат министер за труд и социјала, на такво ниво да ги мами пензионерите и сите граѓани, бидејќи сите ние гледаме и што не сме пензионери. Секој од граѓаните гледа и следи и се чуди, не може да поверува. Јас со некои луѓе што го гледав тоа на телевизија неколку дена поред, не може да поверуваат дека СДСМ си дозволува таква измама да прави. И тоа на така високо ниво. Така високо ниво на министер во влада да прави измама, да ги лажи луѓето дека 2130, што е за цела година, било повеќе од 670 што е месечно, што значи за цела година 8040, и да мисли дека никој нема да го разбере тоа и дека пензионерите се до толку глупави да не може тоа да го разберат и целиот народ во Македонија, тоа е неприфатливо. Тоа не може да биде неказнето на следните локални избори. Такво подценување мислам дека одамна не виделе пензионерите во Македонија. Господине Груевски, во пресрет на локалните избори Зоран Заев вели дека СДСМ е фаворит за победа и најавува дека реформите од централно ќе ги пренесат на локално ниво. Имате ли коментар за оваа негова изјава? Знаете што, кој е фаворит на локалните избори ќе си кажа сега граѓаните. Заев може да збори што сака. Граѓаните на 15 октомври ќе излезат и точно ќе кажат кој е фаворит. И најсмешен ми е делот на изјавата дека реформите што ги правеле на централно ниво ќе ги пренеле на локално. Не дај Боже за луѓето да ги пренесат на локално. Овој хаос што се случува во овие безмалку 3 месеци, ова незаконско работење, незаконско разрешување и назначување на луѓе, ова неработење. Ние немаме 3 месеци, не знаеме што е сработено во државата, кој проект е сработен, што се направи, што е ново. Овој хаос што го создадува, ова измамнички однос кон луѓето, ова запирање на капиталните проекти, се запреа автопати, се запреа се што беше започнато од ВМРО или поголем дел се запре. Значи тоа ќе се пренеси и на локално ниво. Се што почнале, например, градоначалниците на, тоа е реформата на СДСМ, се што почнале градоначалниците на ВМРО, градоначалниците на СДСМ да го запрат, да се запрат капиталните проекти, да се разрешуваат и назначуваат службеници и функционери незаконски, да се лажат и измамуваат граѓаните и најмногу од се да не се работи и да не се отвораат нови работни места. Тоа е реформата од централно на локално што сакаат да ја пренесат на локалните избори за кои што говорат.